Знаете, постојат моменти кои што вреди да се приметат, вреди да се чуваат во срцето. Има моменти кои што не вреди да се чуваат, каде што не заради Бог, него заради нас. Знаете, постојат грешки во нашите животи, постојат промашувања во нашите животи, постојат работи кои што сме ги направиле и едноставно не сакаме да се сеќаваме на нив. Така е. И тие такви моменти, тие не вредат. Пак ќе кажем, не заради Бог, него заради нас. Но, постојат моменти кои што можеме да ги чуваме во нашите срца и да се радуваме за нив. И можеме да, како да кажем, да ги памтиме. И да се радуваме на нив и да го славиме Господ за нив. Така да, јас знам дека повеќето од тука во оваа просторија се над 18 години, барем вие што ме слушате, може би некој до не знам до која година, до 80 некој ги каже, јас сум 90. И сигурно многу работи се случувале во животот. И како луѓе, духовни, а и во исто време и душевни, бидејќи мора да знаете дека иако сме духовни битија, имаме душа. И таа душа знае да не подсетува. И знае да се сложи некогаш со некоја лага, со некој обвинување и да каже, каде бе ти ќодиш? Ма ти си се видел огледало како изгледаш? Ти си се видел, си се слушнал ли ти што зборуваш цело време? Ти се видели вчера што направи? Па ти се сеќаваш што се случи пред 5 месеци? И знаете, душата има тенденција, не знам зошто е тоа така направено, тоест знам зошто, ама ајде ќе го објаснам, има тенденција да се сложува со негативните работи. Има тенденција. И тоа е искуство за секој еден човек. Најдете го најдобриот... Јас седнав да зборувам со еден проповедник кој што проповеда 40 години. И патувал низ целиот свет. Има видено секакви чуда и знаци. Има пророкувано на не знам колку луѓе. И неговите зборови биле толку јасни, толку силни, толку исправни, или како да кажам, точни, што се остварувале. Значи не било само човекот пророкувал и не знаеме дали се случило. Него човекот кажал, пророкувал и тоа се случило. Доаѓа истиот тој човек, му доаѓа на еден човек и му вика, немој да престануваш да го работиш тоа што го работиш. Затоа што за една недела ти ќе станеш милионер. Истиот овој човек ја кажува сега неговата приказна. Вели, јас пробав 5 врсти на бизнис и сите пропаѓа, еден пропаѓаше и вели, јас денеска размислував и планирав да од утре да го прекинам и овој бизнис, бидејќи не ми иде. И пророков му вика, немој да го прекинуваш тоа, за една недела ти ќе бидеш милионер. Човекот вика, каде бе, кај се најде човеков тука? Што му е? И знаете што се случи? Значи, јас тоа го знам лично од искуство. Човекот за една недела неговиот бизнис почна на чудесен начин да се преокрене, како на македонски, да се сврти од неуспех во успех. Денеска тој човек е милионер. Од еден, како да кажам, обичен човек кој што никој не го познава, денеска тој човек е милионер. Но интересно е што тој истиот човек вели, ја бев спремен, јас не знаев како да продолжам, јас се сложив со мојата душа, готово, нема, и ништо не бива од нашиот бизнис. И не знам зошто ли душата има тенденција да се сложува со негативните работи. А духот во исто време па ги зборува, секој се сложува со вистината. И прашањето е, помеѓу тебе и мене, или во нас, кого ќе слушаме најпрво? Ја не ведам дека твојата душа не вреди. Исус дојде и Павле ни зборува на едно место, вели, за крајната цел, спасението на вашите души. На духот твој не му треба спасение, или подобро да кажам, не копне по спасение, затоа што веќе е во спасението, веќе е роден од Светиот Дух, веќе е од истата ДНК, како што Светиот Дух ја поседува. И за некој тоа е чудно, каже, како може така да размислуваш? Читај Библија. Читај ги сите тие стории или сите тие пасуси каде што пишува дека сме родени од нераспадливо семе. Нераспадливо семе, не се распаѓа. Вели, она што е родено од тело, си е тело, но она што е родено од духот, што е? Тоа е дух.
ја има истата ДНК и тоа е нераспадливо. И твојот дух веќе се радува и веќе е во спасението, веќе е во разбирањето на Светиот Дух. Но душата се уште расте, или подобро кажам, се навикнува да го гледа сето тоа. И затоа не можеме да ја занемариме душата, но мораме да ја научиме како да размислува, мораме да научиме како да ги гледа нештата. Тука сте сите. Ме следите што зборам? Да не ви е чудно ова што го кажам. Па и да ви е чудно, ќе се навикнете. Ако читате Библија, ќе се навикнете. Како и да е, убаво е да ги уочиме нештата. Да, како што кажа Дарко, луѓето страдаат, но страдањето не е крајната дестинација. За нас, ние кои што веруваме, знаеме дека крајната дестинација е исцеление. И иако ние може да сочувствуваме со тие кои што страдаат или кои што не им е лесно во момент, ние не можеме да се сложиме со нив. Или пак со себе си најповеќе од се. Кој од вас или никогаш во животот не се пожалил? Ајде да видам некоја рака. Кој ќе дигне рака и каже: еве Зоран, ја никогаш во животот, ја не ни знам што е тоа да се жалиш. Никогаш, секојаш сум кажал убави работи. Сите од ние, секој еден од нас се пожалил во животот. Се намортил, не му било како што треба, не му одговарало, а се има. Така да, ние не можеме да се, ние сочувствуваме со луѓето, но не можеме да се сложиме дека тоа нивно страдање мора да трае вечно или мора да трае многу долго, а уште повеќе со нас самите. Немој да се сожалуваш сами од себе си. Ти немаш потреба да се сожалуваш сами од себе си. Ти, ако си нановороден човек, ако Светиот Дух живее во тебе, ако Исус живее во тебе, ако Божјото царство живее во тебе, ти не си за жалење. Ти си личност за кој што треба луѓето да се радуваат, кој ќе те сретнат на улица и кажат: еве човек кој што го има и царството, го има и Исус, го има и Светиот Дух. И тие треба ти честитаат на тебе. Да кажат: честито! Го имаш Исус во тебе. Го имаш Светиот Дух во тебе, го имаш Божјото царство. И еден со друг, вие треба да си честитате. Сврти се до тој што е до тебе и кажи му честито. Пружи му рака ако сакаш, кажи му честито. Исус живее во тебе. Ти го имаш Божјото, не срамежливо, немајте така не е како да верувате дека е тоа така. Значи не само да кажете да, него ако веруваш, кажи му честито, Исус живее во тебе. Светиот Дух живее во тебе, царството е во тебе. Единствено што можам да правам со тебе, кој те сретнам на улица, кажам честито, честито, абе Исус живее во тебе. И тоа е нашата, како да кажам, нашиот идентитет. Да не се сожалуваме самите себе си. Ние можеме да ги сожалуваме другите кои што го немаат овој луксус. Дали знаете дека е луксус? Не само привилегија, да тебе Светиот Дух ти зборува за некој друг човек. Да ти имаш можност да му пророкуваш на некој. Ние така го зиваме тоа, да, еве го Зоран, знаете, обично ми носат некои луѓе, и оди кај Зоран, он ќе ти каже нешто. И така некако да, нормално е, тој таму, после тоа он ќе дојде, тој е добар човек, нема да те одбие, без пари све, и ќе ти каже нешто. Ке ти објасни, све ќе ти каже за тебе. И тој таму седи и се сега како ќе биде. И сето тоа е окей, но немојте да зимате за здраво, за готово, дека до вас седи човек. И во вашиот живот имате човек кој што го има Исус, кој што го има Светиот Дух и кој што го има Божјото царство ватре во него. И не само тоа, него некои од нив па знаат и да проповедаат. Некои од нив знаат и да цртаат, некои од нив знаат да пеат, некои од нив знаат да утешат, некои од нив знаат да кажат збор на охрабрување и некои од нив знаат да направат толку многу работи. Така да не ги зимате здраво за готово тоа што сте дел од црква, што имате браќа и сестри. Тоа е голем луксус за мнозина. Јас и ти сме еден мал дел или една мала група кој што го живаме ова. И затоа следниот момент, кога ќе дојде такво некоја атмосфера околу тебе и ти се чувствуваш осамен и ти кажеш: мене ми е многу тешко денеска. Никој не ми се јавил.
А Светиот Дух што ти збореше са бајле? А Исус што те посети кога спиеше? А таткото што ти зборуваше? А Словото што се вртеше во твојата глава и во твоето срце додека ти одеше натаму нааму? А молитвите на другите луѓе кои што беа пратени кон тебе? Што правиме со тоа? Ти и јас ние веќе немаме легално право да се жалиме. Дали го разбираме овој дел? Значи, немаме легално право. Не зборам за ментално право, легално право. Нас треба да не судат на суд кој ќе се жалиме. Кој ќе не видат ангелите, кажат, што е, овој се жалеш, ајде завуши, ајде да го судиме малце. Да го осудиме дека е крив што се жалел. И дека е крив што не верувал. И дека е крив дека се сомневал. И дека е крив дека се грижал. И знаете што е казната? Исус каже, синко, не се грижи. Со тебе су. И Светиот Дух ќе каже, крив е, ама има благодат за него. Ајде ќе му помогнем уште еднаш. Ајде уште еднаш ќе го покриеме. И каже, ај ти од таа страна, ај јави му се на човекот, охрабри го со нешто. И тоа е казната на Светиот Дух, тоа е казната на таткото. Неговата казна е секогаш да те подсети. Секогаш да те посети. Али да знаете дека сме криви. Многу често сме криви. А добрината на Бог е неговата благодат, која што ни ја покажува секој еден ден. Ајде денеска ќе зборуваме малце баш за тој план што Бог има за тебе. Јас знам дека не сме се договарале со ниеден од тие кои што има можност да зборуваат на микрофонот за тоа што ќе зборувам јас. Но еден од првите стихови што ги одбрав денеска е многу познат стих, Јеремија, 29 глава 11 стих. И иако овој стих не се однесува на нас, се однесува за една група луѓе, или се однесува за една нација или народ на Израелот, каде што во нивниот очај, во нивната ситуација, каде што притиснати од оваа страна, притиснати од таа страна, дури прават грешки. Дури овој момент, срамен момент за нив, каде што Јеремија плаче за нивната непослушност, за нивната ароганција, за нивниот недостиг на разбирање. Гледаат, слушаат, ама не можат да разберат. Многу често ние сикаме, абе ти слеп си, и тој не бе не сум, а ти глув да не си, не бе не сум, и па тогаш, зошто не реагираш на ова што ти го зборувам и ова што го правам? Не знам. Знаете што треба да заклучиме? Има недостаток на разбирање на тоа што сакаш да го кажеш и тоа што го покажуваш. Така да многу често луѓето имаат недостаток на разбирање и луѓето во овој период, значи ако го читате Јеремија 29:10, и ако читате целата глава 29, и ако читате цела 28 глава, и ако читате сите претходни глави, ќе видите овие луѓе се бунтуваат, овие луѓе прават грешки, прават глупости, будалаштини прават. Да не ги вредям многу правеле работи. Не послушни на заветот. И Бог во оваа состојба, во овој момент, знаете што им вели? Замислете сега, седиш дома, си помислил се што не треба да помислиш, си кажал се што не треба да кажеш, си направил тоа што не треба да го направиш. И сега душата ти вика, каде бе ќе одиш ти? Што си ти? Христијанин. И ти ќе сведочиш за Господ, на кога бе ти ќе сведочиш? Па ти си се видело, огледало, и знаеш, интересно е што дури па тоаш доаѓаат некои непријатели, доаѓаат такви тие што ги викаат демони и духови, и ќе ти шепкаат, да бе да, леле, каде бе ти? И ќе те заробат, и ти така, ако дозволиш еден момент, два момента, и ти готово. И ти остана таму, у тоа пештерата, а не си планирал да остане, не си монах. И си останал таму и заробен си. И не мрдаш никаде. И некој ти вика, леле, ке има убав концерт у поема. Леле, ке има убава служба. Леле, колку убаво место изнајмиле овие луѓево. Види колку е пријатно, какви столчња, каква бина, каква музика се спремиле, а ти седиш дома и кажеш, не јас. И толку е лесно за непријател да излаже некого и да го зароби, да не му дозволи да направи нешто што сакал да направи. И овие луѓе седат исплашени. Што ќе направи сега Господ? Што ќе направи тој Бог кој што е наш Бог? Дали ќе не казни?
И знаете што вика Бог преку пророкот? Видите што им зборува? Вели, зашто јас ги знам за мислите, што сум ги смислил за вас. Значи, они не знаат што Бог смислил за нив. Они нешто прават, ама не знаат што точно. И Бог вика, стоите. Ајде да ви кажам нешто. Јас имам мисли за вас. И ова сум го мислил цело време за вас. И ова го мислам цело време за вас. И сакам да успее. И вели, за вас, вели Господ, замислите за добро, а не за зло, да ви дадам иднина и надеж. Интересно е што Бог во нивната најголема темнина им кажува, слушайте луѓе, чекайте, застанете малку. Вие мислите едно нешто, ама ја имам други мисли за вас. И затоа вели, моите мисли не се како вашите. Всушност на еврејски, во еврејскиот овдека и постои уште еден збор, кој што на македонски не е преведен, не е ставен, а тоа е имам добри планови. Имам план за вас. И вели, мојот план е да ви дадам иднина и надеж. Всушност на еврејски е обратно, да ви дадам надеж и иднина. Зошто Бог би рекол, слушайте, јас имам план. Ова е мојот план. Моментот кога ќе ви дадам надеж во вас, вие веќе можете да си ја гледате иднината што јас ја имам замислено за вас. Го разбираме тој дел. И затоа мнозина не можат да ја видат иднината, ако е таму или е ваму, или не знам натам, не знам каде ви е на вас нанапред. Мене така од десна страна ми изгледа нанапред. И кога ќе ја видиш иднината, можеш, тоест кога ќе ја видиш надежта, можеш да ја видиш иднината. Но ако не ја видиш надежта, не можеш да ја видиш иднината. Колку често сум го спомнал овој стих. Ајде идеме во Евреи 11 први стих. 11 глава први стих. Тука сте ми сите? Да не сум ви премногу брз. Не, добро е ова? Океј, ајде ќе продолжиме така. Вели вака, а верата е тврда увереност на она кое се надеваме. Убеденост на она што не се гледа. Сега, што е интересното овдека? Ние често викаме, или ќе дојдеме кај некој човек и ќе му каже, и тој ќе каже, леле, многу ми е тешко моментов, или многу работи не се случуваат како што јас сум планирал. И да ќе кажеме, брат, или се, имај вера. И тој да, ќе имам вера. И сега се вика, како бе да имам вера? Како да имам вера? И пак ќе дое некој друг и ќе му каже, што се, ајде имај вера малце, ајде имај вера. И сега ти седиш и си кажеш, да, ама како да имам вера? Како таа вера да ја активирам? Како да действувам во таа вера? И ние често, сакајки да направиме нешто добро, нешто паметно, нешто духовно, и велиме на луѓето, имај вера, како немаш вера? Или пак, имаме тенденција, како е на македонски, да, исто ли? Начин еден на размислување, викаме, не, тој нема вера, или таа нема вера. И веднаш донесуваме заклучок, тој човек нема вера. А всушност, за ова станува збор, тој човек не го приметил планот на Бог, или подобро кажам, не ја видел надежта што Бог ја ставил за него. И бидејќи нема надеж, или не ја видел надежта, не може да действува во верата. Затоа што вика, а верата е тврда увереност во што? Во тоа што се надеваме, во тоа кој што имаме надеж. Го следиме овој дел. Значи, за тебе, да ти бидеш силен во еден правец, во едно нешто, ти мораш да имаш надеж за тоа. Ако немаш надеж, ти не можеш да действуваш во вера. Бидејќи верата е тврда увереност на она што се надеваш. Ајде ќе кажем ова, иако ќе звучи чудно, иако ќе звучи ново, ќе го преведам на еден прост јазик или едноставен јазик. И видите, ја не сакам во ниеден случај да помислите дека Библијата е проста или едноставна. Библијата или Божјиот збор е многу комплексен. Многу е прекрасна книга и прекрасно слово и прекрасна димензија во која што кој ќе допреш се отвара нешто кој што ниедна друга книга не може да ти го донесе. Има многу луѓе кои што пишуваат книги, тие се прекрасни книги, инспирирани, но не постои книга или пишан текст како словото кое што е живо, делотворно и ги прави, словото ни вели дека е живо, дека е активно, Евреи 4:12, живо, активно, способно
да ги раздели и душата и тело, и душата и духот, и ги разделува срцевината, коските, месото, и е способно да навлезе во намерите на едно човечко срце и ги суди дури и мислите. Така да немате такви книги кои што се такви толку силни, толку оштри, али словото е. И затоа вели вака, вели, а верата е тврда увереност во на кој што се надеваме. Со други зборови, кога ќе добиеш увид на надежта за тебе или за некој друг, или за некој друга група, знаете што добиваш? Всушност добиваш визија. И ако можам да ја преведам надежта, ќе ја преведам во надеж е еднакво на визија. Дали ме следите? Со други зборови, кога ќе видиш надеж за тебе, за твоите околу тебе, за Македонија, одеднаш не станува сега збор само некој си духовен израз или некој утешувачки израз, имам ја надеж. Или се прашуваш дали имам или немам. Еднаш кој ќе добиеш надеж за одредена група на луѓе, во овој случај за луѓето околу тебе или за Македонија, ти всушност добиваш визија за тоа каков е Божиот план за таа земја. Дали го разбираме овој дел? Еднаш кој ќе добиеш надеж за себе си, за твојот живот, ти веќе чекориш во вера, бидејќи си ја видел визијата за твојот живот или пак за некој друг. Имавме можност Ребека имаше можност да гледа еден документарец, каде што два брачни пара, значи брачен пар, ако е брачен пар, значи има двајца. Така, маж и жена, идат во едно, мислам дека е Еквадор беше, Ребека? Еквадор, нека од тие земјите, од тие таму кај што има многу вода, па ностоп врне, и некоја џунгла. И овој два брачни пара, едниот брачен пар има детенце. Малечко детенце, не знам колку години има, од 2-3 години. И луѓево спремни, ќе одиме да им проповедаме на луѓево. Никогаш во животот не го слушнале за Христос. Океј, јас се надевам дека од нас ќе излезат такви луѓе, храбри луѓе, кажат, ја веќе не живеам за себе си. Јас ќе одам таму каде што никој не отишол пред мене, каде што никој не го проповедал Христос, јас ќе одам таму. Јас се надевам дека еден ден ќе излезе таков човек од кај нас. И овие луѓе идат кај луѓе кои што се опасни. Ја не зборам за примерни, па луѓе кои што кажат, добре, дојдевте кај нас. Ние чекавме вие да дојдете. Ние ќе спремиме, еве ви спремивме дормео, душек, па ви спремивме греалница ќе ви дадеме, па ручек има за вас и не се секирајте. Значи тука може да останете колку сакате, ние ќе се грижиме за вас. Ние ќе ве поддржуваме во вашата мисија. Доаѓа брачниот пар, влегуваа таму, овие луѓе, како што знаат какви што се, одеднаш гледаат непријатели во нив, едниот од нив зима копје и го прободува мажот во гради. Го прободува и другиот маж, и двајцата умираат. Двете жени остануваат живи, едната со нејзиното дете. Знаете ли што одлучува да таа жена направи? Таа жена вели, јас не одам никаде. Мене Господ ме повика овдека, мене Господ ме прати за овие луѓе, мене Господ ми даде надеж за овие луѓе и останува да живее со тие дивљаци кои што го убиваат нејзиниот маж. Значи, ја не зборам за 99 годишни луѓе. Ја зборам за 20 годишни луѓе, кои што се на почетокот на својот живот и велат, вау, ќе живееме, ќе правиме ова, ќе правиме тоа. И оваа жена, млада жена, со своето малецко дете, одлучува да живее таму. Зошто? Затоа што добила надеж за тие луѓе. Еднаш кога добила надеж, таа веќе има визија за тие луѓе. Таа не гледа само за овој момент, таа ги гледа од ваму некаде. Ако ова еднината таму го убиваат нејзиниот маж, а она ги гледа тука работите. После 10, после 20, после 30 години. Зошто? Бидејќи надежта ти дава визија за нештата во животот. И ако некогаш преведувате надеж еднакво на визија. И знаете што е интересно? Кога гледате тој документарец, после 20-30 години, луѓето кои што го убиле, кои што го убиваат нејзиниот маж, се истите луѓе
кои што го крштеваат внукот на тој човек. Значи, тие луѓе се спасуваат и биле истите луѓе, тие кои што го убиле дедото, како да кажем, се тие кои што го крштеваат внукот од тоа дете. Или синот од тоа дете. Дали го разбираме овој дел? Сега, кој е херојот овдека во оваа приказна? Јас би рекол, херојот е жената. Зошто? Бидејќи ја видела надежта што Бог ја има, го има за тоа племе. И она можела веднаш да каже, спасете ме од тука да си одиме. Но, нешто кој што го пореметува менталното разбирање, или нешто кој што иде над секакво разбирање, ја тера оваа жена да остане со тие луѓе. Што е тоа? Не е ментална болест, не е ментална несигурност, него е цврста увереност на она што го видела. И затоа она можела со вера да каже, или преку вера да каже, ја останувам тука. Некој можел да каже, ама ќе ти убијат и тебе. Не е важно. Јас имам надеж за овие луѓе, имам визија. И затоа, верата е тврда увереност на она што се надеваме. И затоа, немојте толку лесно да го користите зборот надеж. Во овој свет, покрај тие моите 39 врсти на надеж, постои уште една надеж, која што не ни ја спомнувам. Знаете каква е таа надеж? Таа е човечка надеж. Таа умира. Таа умира. Таа е човечка надеж, таа е душевна надеж, таа е, како да кажем, таа не доаѓа од Светиот Дух. Знаете, словото ни вели дека постојат две врсти на мудрост. Вика човечка, која што всушност е и демонска, а постои Божја мудрост. Значи, постои и надеж која што луѓето ја се држат за нејзе и се надеват, ама таа не доаѓа од Светиот Дух, таа доаѓа од нивните очекувања. И многу често очекувањата наши всушност ги крстиме надеж. И кога тие очекувања ќе пропаднат, викаме, умре надежта. А всушност не е така. Надежта што доаѓа од Светиот Дух, ајде ќе читаме во Бог на надежта. А Богот на надежта, нашиот Бог е Бог на надеж, кој што едва чека да те исполни тебе со надеж, за да можеш да живееш во овој свет. По навика, луѓето сака да не исполнат со надеж и велат, слушај синко, да учиш, да завршиш школа и таа човечка, подобро кажам, страв, кој што всушност луѓето мислат дека е очекување или надеж, го стават на други луѓе и таа погрешна надеж ги турка луѓето се до еден момент каде што луѓето викаат, ама ја не сум за ова. И одеднаш, обично ова со родителите во Македонија, надежта на родителите умира. Кога умира? Кога таа личност си каже, ја ова више не го правам. Ја веќе нема да ве слушам вас. И ние родителите, умре надежта. И никаме се откажува од нас детето, готово не отпиша, а то нема врска. Детето уште ве сака, ама они готово се откаже од нас. Некој од вас се наоѓате во ова, ајде. Некој да признаете. Одиме во, мислам дека е Филипјани 1.6. Мислам дека е 1.3 или 1.6. И многу е битно да знаеш дали е тоа вистинска надеж, дали таа доаѓа од Исус или доаѓа некоја, како да ја кажам, контаминирана, можем да кажем, некоја заразена надеж, која што таа е веќе осудена да умре. Да, таквата надеж умира, но Божјата надеж, она што доаѓа од Христос, она што доаѓа од нашиот Бог, вели, уверен во тоа дека оној, кој Бог, кој го започна во вас доброто дело, ќе го заврши се до денот на доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Значи, Богот на надежта е тој кој што дава надеж. Така да, ако веќе мислиш дека таа надеж што ти, или таа визија што си имал умира, тогаш прашај се или запрашај се дали таа дошла од Светиот Дух или пак била производ на човечки очекувања. Јас се сеќавам на еден човек, му пишав, човек пастор на многу цркви, нема да ви кажам кој, и човекот постојано ми се јавуваше и Зоран, како ова? Ја велам, може би е добро да ги преиспиташ твоите очекувања, а тоа што обично лошите
Лошите очекувања донесуваат лоша вера. Погрешните очекувања донесуваат погрешна насока. И ти можеш да викаш, ја очекувам вака, и тоа може да биде како производ на твојата култура, на твоите родители, на тие луѓе околу тебе, и те пумпаат, и ти очекуваш нешто, и на крај тоа пропаѓа. И тогаш луѓето се осудува да кажат, умре надежта. А всушност тоа веќе била спремна да умре. Зашто? Бидејќи не доаѓа од Светиот Дух, не доаѓа од Таткото. Само надежта која што доаѓа од Таткото не разочарува. Таа не може да разочара. И колку често го цитираме Римјани 5 глава 5 стих, каде што вели, но надежта која што доаѓа од Бог, таа не разочарува. Зашто? Бидејќи таа ниту може да умре, него таа надеж ја има силата да те води на визијата што ти е дадена кога ја виде неизе. Јас сум уверен дека кога ти се спаси, кога ти се наново роди, кога дојде моментот на бум, спојување на Светиот Дух заедно со тебе, нешто во тебе се роди. И јас сум толку уверен дека Светиот Дух на твојот дух му ја покажа надежта. Јас сум уверен во тоа. Бидејќи го имам видено. Еднаш Светиот Дух ми го покажа. Во тоа време се уште немаше плазми, се уште немаше HD телевизори, се уште имаше оние обични телевизори. Јас сеќам, ја израснав со ниш, црно-бел. Таков оние дебелине, тие округлите. Ќе се искилаиш додека да го тргнеш од една соба во друга соба. И се уште немаше ниту плазми, немаше ништо, и Светиот Дух мене ми го покажа тоа. Ми го пушти како на филм и ми покажа моментот кога Светиот Дух прави дело во еден човек, кога се раѓа Духот во еден човек, или па кога се нарекува оној момент на наново раѓање, и ми го покажа тој момент, твојот Дух ја виде надежта што Бог ја спреми за тебе. Сега, одмотувањето на клопчето е да се приспособиш, да живееш во силата на таа надеж и да се оттргнеш од погрешните очекувања што овој свет ти ги пласира. Значи тоа е твојата улога во овој живот, да се оттргнеш од световните, на англиски каде што се опишува во Римјани 12:2, каде што вели, и не се сообразувајте со начините на овој свет. Кои се начините на овој свет? За Павле, начините на овој свет била традицијата или културата во која што он живеел. А тоа што он не можел да зборува за култура во која што он не живее. Он морал да ја адресира или да ја спомне културата во која што он живеел. Бидејќи он не знаел како е да се живее на некое друго место. Може би во Шведска или некаде Скандинавија. Не знаел како да биде ладно цело време, он знал топло да му биде цело време. И затоа им вели на луѓето околу нив, на римените, вика, знаеш што, вие имате култура во која што живеете. Не ги мразите луѓето, но немојте да дозволите да културата која што е околу вас да ве зароби, па да станете како неизе. Туку што? Преку обнова на умот да се движите за да ја вкусите. Всушност на грчкиот стои да ја пробувате или да ја тестирате добрата, совршена Божја волја. Некој ако ме праша, добро Зоран, што е добрата совршена волја за мене? Најверојатно ќе ти кажам, читај си Библија. Ако не ме мрзи да пророкувам, ама ако ме мрзи кажам, да си читаш Библијата му. И интересно е што вели да ја пробуваш, да ја тестираш. А тоа што постојат работи во животот кои што ќе ти се понудат. Кажат, доаѓа момент, ти се нуди многу добра опција, многу добра прилика. И сега ти влегуваш во тоа и треба да бидеш спремен да знаеш дали е ова Светиот Дух или не е. А тоа што ако после тоа те чека нешто подобро? Овој свет ти вика, што? Со две раце да зграпчиш. А Светиот Дух ти вика, имај вера. Верувај ми на мене. Не се ослонувај на твоето разбирање, него доби разбирање од мене. И на тој начин ќе можеш да ја тестираш, да ја вкусиш добрата и совршена Божја волја.
Ајде само уште еден стих, не знам колку време имаме. Ајде ме 11. Ајде ќе го запамтите, Евреи 11, овој е добар стих. Мислам дека дали го читавме? Не го читавме. Ова е поглавје за хероите на верата. Ја ги сакам многу овие луѓе и многу ми се мили. Некој ќе каже, како може ти се мили, па ти не ги познаваш? Па тоа е знак прашалник дали јас не ги познавам или не. Бидејќи ако се во верата и ако го читате крајот на ова поглавје, ако го читате почетокот на следното поглавје, што всушност Новиот Завет никогаш немал поглавја, него било само едно писмо напишано во целина. Павле не ставал бројки, не ставал 11 глава, па 12 глава. Замислете да ми пишувате писмо на мене, а ја, да ви кажеме, ќе откриам тајна, ја и Ребека, кога бевме дечко и девојка, ние уствари пишувавме писма со рака. Значи, писмо. И се замислете, ја да пишувам писмо на Ребека и да напишам прва глава, први стих. Ребека, како си? Прва глава, втори стих. Како сте вие дома? Прва глава, трети стих. Како е куќето дома? Четврти стих, дали врне? Пети стих. И негде околу 20 стих, ти многу ми се, точка, 21 стих, ми се допаѓаш. Замислете да пишете такво, значи немало такви ставки, немало такви разделувања. Било писмо, било напишено целосно. И Павле го пишува 11 глава и пишува хероите на верата. И сега, според она што ние го знаеме, 12 глава, први стих, а тоа е само продолжение на целото ова што го пише Павле, вика, сега, кога имаме таков облак на сведоци, кои се тие сведоци? И прост човек да чита и каже, па разбирам бе, па овие што претходно ги спомна, овие хероите, тие се во тој облак на сведоци, кои што сега стојат врз нас или се околу нас и не охрабруваат и велат, можеш, јас поминав и ти можеш. Така да, знак прашалник е за некој друг, за мене не е. Дали јас ги познам или не ги познам. Како и да е. Имаме можноста да добиеме надеж и вера од Бог, која што самиот Бог е спремен да ја исполни. 11 глава, 11 стих, овој ќе го запамтите. Преку вера и самата Сара, иако беше неплодна, доби сила да зачне и покрај возраста нејзина роди. Значи, ова е тој практичниот дел. Така, Бог и вети нешто на нејзе, беше невозможно, и ова е сведоштво за нејзе, ова е приказна за Сара. До овој стих, до оваа запирка е приказна за Сара. Е сведоштво за Сара. А знаете што е следниот дел од тој стих? Тоа е ветување за тебе и за мене. Зошто вели, зошто го сметаше за верен оној кој што беше ветил. И јас мислам, јас верувам дека ако си го земеш овој стих дома, ако си машко, тргни го овој дел, зашто нели, не можеш и да сакаш, не можеш да раѓаш. Тоа така да одов дека вака можеш да го ставиш, да го покриеш со нешто. Но одов дека можеш да си го ставиш твоето име. И да кажеш, зашто за мене Бог, зашто јас го сметам Бог за верен, оној кој што ми ветил и кој што е способен да го исполни оно што ми го ветил. Затоа, кога ќе размислуваш, кога ќе размислуваш за Бог, кога ќе размислуваш за надежта, размислувај за вакви нешта. Размислувај за, или подобро кажам, верувај дека оној што ти ветил, дека ќе го исполни тоа што ти го ветил. Зошто? Бидејќи најпрво се консултира со својот план. Се сеќавате дека го почнавме 29 глава 11 стих. Бог вели, слушате луѓе, вие мислите за вас секакви луди идеи, секакви безпомошни, очајни работи. Колку ми нас ќе сретам, каже, очајен е животот, тешко е. Гледам вака и кажам, што е тешко? Тешко е затоа што не сакаш да се надеваш во Бог. Ајде ми кажу многу примери, преска разговарав со едни луѓе. Не од тука, од Скопје, од друго место. И ја викам, зошто? Зошто не може да направи нешто човекот? Затоа што не ја видел надежта која што стои за него. Таа е тука, таа е во него. Духот веќе ја има приметено таа надеж. Кога јас 95-та година поверував во Исус, верувајте, страшни, како да кажам, тешко ми е да го потребам зборот, страшни, прекрасни визии добив
за Македонија. Во тој момент ја не ги сватив што Господ ми покажуваше. Не ги сватив, затоа што мене ми беше интересно што сум спасен. У црква сум спасен, сум жив сум. Види се Штипе, леле, жив сум стварно. И дури паметот ми е тука. Зашто имаше момент каде што веќе почнавме да го губиме паметот. Веќе не знаевме што да размислуваме, веќе правевме глупости. Јас со другарите ќе застанете и кажеме, и вака се гледавме и кажеме, кој ден е денеска? Не знам. Викам, јави се на тој. Иде, кој ден е денеска? Не знам ја. Да не спомнам од што е тоа. Оке, децата мои тука ме слушаат, дали да не спомнам. Значи, имаше моменти каде што ние не знаевме што се случува. И од кога се спасив, ја бев толку радосен. Жив сум. Станувам се, будам, леле, имало воздух, леле, имало цвеќиње, леле, ја мислам дека цвеќите се трева. Себе беше, немав никаков увид за нештата, но од кога може и сега нема, се смее Ребека, али барем знаев дека нешто се случило со мене. И јас верувам дека во тој момент, кога јас се наново родив, кога јас го примив Исус во моето срце, Светиот Дух на мојот дух му ја покажа надежта. Јас имав сонови, како илјадници луѓе во Македонија се спасуваат, како ќе ви признам, и гледам како ме следат мене. Идам ја по улица, се исцелуваат луѓе, толпа на луѓе околу мене, река на луѓе идат позади мене и го проповедаме Божјото царство, Евангелието, и луѓе се спасуваат. Јас се уште верувам во тоа. Ја не сум се откажал од тоа. Некој каже, како бе не се откажуваш, 20 години помина. Знам, али јас се учам како да ја разпознам таа надеж во мојот живот, како да се прилагодам на таа визија. Јас се уште верувам во таа слика, каде што јас и заедно со вас одиме низ улиците и луѓе мртви стануваат, и луѓе и се исцелуваат, и како луѓето викаат, Господ е во вас, викаат, честито, Исус живее во тебе, можеме да го видиме, и велат, дај ни го на нас, дај ми малку од тој Свети Дух, дај ми малку од тоа Божјо царство. И ќе го препознаваат во вас тоа. Јас се уште верувам во таа надеж и таа визија за оваа земја. Всушност, најверојатно и затоа сум тука. Затоа и ти, се надевам дека и ти си тука заради тоа. И нели како што кажа Чичко Илија, не осудуваме никој кој што одлучил на било кој начин, бидејќи Бог е многу голем Бог, но ја не знам за тебе, ја не знам за другите, но сакам да ја запознам визијата, всушност надежта, што Бог ја ставил во мене. И може би изгледа лудо, и може би изгледа дури и невозможно, но јас верувам во таков Бог, кој што она што го ветил, ќе го исполни. И затоа јас си го ставам моето име покрај Сара. И велам, Бог, кој што мене ми вети, ја ќе го сметам верен него. И тој ќе го исполни тоа. Ќе го исполни. И јас се осмелувам да го верувам тоа и за тебе. Затоа и ви проповедам. Јас да немав надеж за вас, ще седев дома нешто, ќе јадевме пица, доминос ќе јадевме нешто. Дали го разбираме овој дел? Јас верувам дека тоа е истото и за тебе. Дека ти имаш надеж за твојот живот, за животот на луѓето околу тебе, за животот на луѓето во Македонија, на Балканот, и ја веќе си го коригирам јазикот. Пробувам да го коригирам. Некојаш некој друг ме коригира, некојаш јас се коригирам. И веќе не сакам да зборувам, тие се такви. Да, но Бог е верен да ги смени. Тие веќе не може да се сменат. Да, но Бог е верен кој што сака да ги смени. Ма ти не знаеш што направиле. Да, и Бог знае што направиле, но сепак Бог ги љуби. Јас немам можеби целосен увид, но Бог ги љуби луѓето. Бог има план. Ако ти некогаш во твојот живот кажеш Бог има план за мене, мораш да го посочиш и другиот околу тебе, кажеш, ако тој има за мене, тогаш има за тебе. Ако Бог можеше мене да ме спаси, тогаш сигурно може да спаси некој друг. Сигурно. Така да, надеж, темата беше надеж која што не разочарува. И верувајте, оваа надеж не разочарува. Зашто? Бидејќи доаѓа од Господ. Не е моја креација, не е моја измислица. Да беше моја измислица, ја веднаш ќе се разочарав у нејзе. Два чекора, ова не чини, ај се враќаме назад. Но бидејќи е Бог богоставена, или како да кажем, од Бог поставена во тебе, затоа се уште јас и ти
чекориме, се трудиме и работиме сходно со силата која што действува во нас. Дошто некој од вас ве знам веќе 20 години и не се откажувате. Зашто не се откажувате? Сигурно имате многу причини да се откажете. Сигурно. Али едно нешто ве носи. Надежта, или по-добро кажам визијата, што Бог ја ставил во вас, за вашите деца, за вашите роднини, за вашите пријатели, за луѓето околу вас. Тоа е тоа што тебе те носи. Тоа е тоа што те движи. Затоа надежта не умира. Таа е вечна. И Бог, самиот Бог се нарекува Бог на надеж. Аќе најдеме само уште еден стих. Филипјани, го читавме Филипјани 1:6? Океј, ај читаме еден друг. Со овој ќе завршиме. Ќе одиме во Псалм 3, ќе одиме од 2 до 6 стих. Океј, да, од 2 до 6. Слушнете се што луѓето велат за него, за човекот. Може да излезеш малку напред да тоа. Ти си добар на пијаното. Мнозина велат за душата моја. Мнозина велат за душата твоја. Нели? Колкумина те гледаат од страна, дали се тие некои лоши роднини или сумничави роднини или некои пријатели кои што кажат, тој иде некаде таму. И викаат, мнозина велат за душата твоја. Велат, нема помош за него во Бога. Интересно што луѓето ќе кажат дека ти веруваш во Бог, а дека твојот Бог не може да го смени ова. Исто, ова е пред многу илјади години. Ова е во Стариот Завет, ова е во Псалмите. И велат, мнозина велат за душата моја, нема помош за него во Бога. Така велат луѓето. Но еве го човекот, еве реакцијата на човекот. Еве е реакцијата на Давид. Најверојатно Давид го пише овој псалм. Вели, Господи, ти си штит мој. Ти си слава моја. Ти ја подигаш главата моја. Со гласот свој викам кон Господ и тој ме слуша од својата света гора. Легнувам, спијам и станувам, зашто Господ ме чува. Не се плашам од многу илјади луѓе што од сите страни навалиле на мене. И следниот дел е каде што вели, но и ти ме избавуваш, Господи. Ти си мојата надеж. Ти си тој кој што во мене си поставил визија. И јас нема да се плашам од луѓето. Ја не знам кој друг стих да го најдам, а сигурно имам уште многу стихови кои што можеме да ги презентираме денеска. Али јас верувам дека за некој од тука кој што можеби се мачил или можеби целиот твој живот е измачување до сега, ако така го кажам. Јас мислам дека и верувам дека овој стих е доволно добар да ти посочи, да ти објасни, да ти укаже дека Бог е навистина добар. И луѓето можеби ќе се сомневаат и во тебе и во твојот Бог, но ти немој да се сомневаш. Бидејќи Бог ставил надеж во тебе, ставил визија во тебе, ставил вера во тебе. И она што тебе и мене ми останува е да кажеме како псалмистот, но ти, Господи, ти ја подигаш главата моја, јас викам со мојот глас и ти ме слушаш од твоето свето место. И видите што пише овдека? 3 нешта. Вели, легнувам, спијам и станувам. И пак си ти со мене. Пак си ти со мене. Бог е Бог на надеж. Твојот Бог е Бог на надеж. И во тебе ставил надеж и визија. Погледнувај таа визија почесто, за да ти биде извор на верата, за да можеш и во моменти каде што не гледаш, да продолжиш да веруваш. И каде што не гледаш промена, да продолжиш да веруваш.
ќе му кажеме на нашиот Бог, на нашиот Исус, тие кои што го познаваат, или тие што сакаат да го запознаат. Знаете, можеби тука има луѓе кои кој е бре овој Исус што го зборува човеков цело време? Како тој изгледа? И знаете, некогаш е преамбициозно да се каже, или пак некогаш толку лесно велиме, или ако го користиме оној стих каде што вели, Исус вели, ако ме познавате мене, го познавате таткото. Сеќавате на тој стих? Ја не знам дали можеме да се осмелиме да кажеме вака. Ако некој не праша кај е тој Исус, и да кажеме, погледни ме мене. Јас би сакал да имам многу такви примери во овој град, во овој Скопје, во оваа Македонија. Многу примери каде што кој да те погледа каже, Исус е тука помеѓу нас. Знаете, ние го користиме оној стих што се двајца и тројца. Не мора да се двајца и тројца, може да е само еден. И ти да бидеш Исус за некој друг човек. Ајде ќе слушаме оваа прекрасна мелодија и не знам како ќе го изведеш тоа, али некако длабоко во тебе, некаде од срцето најверојатно, не од умот. Умот е добар, супер е се, али од срцето. Затоа што Словото вели, тоа што излегува од срцето, тоа на Бог му е пријатно и тоа го смета. Можеш да ги затвориш очите, можеш да ги отвориш ширум, независно како тебе ти е најполесно, али од длабочината на твоето срце. Ајде заедно ќе го направиме тоа. Ајде ќе му кажеме на наш начин, на твој начин, ќе му зборуваме на Бог и ќе му кажеме фала за надежта што ја стави во нас. И ќе му кажеме дека е навистина прекрасен Бог и навистина е прекрасна привилегија и да се биде дел од неговото царство, да се биде дел од неговото семејство. И Татко Небесен, фала ти за овој прекрасен свет момент. Фала ти што и тие што те познаваат, и тие што не те познаваат, биди им штит, биди им заштита, биди им Господ. И на секое срце кој што копне те запознае тебе, Господ Исусе, ти откри му се, ти покажи му, ти докажи му дека си верен Бог, дека си силен Бог, дека си Бог полн со надеж, кој што не остава да талкаме сами на овој свет. И Господи, стави во нашите срца и стави во нашите усти зборови на надеж за тие кои што немаат или не запознале надежта. И наместо да зборуваме празни зборови, да зборуваме зборови полни со живот, полни со надеж. И допри го нашиот живот да биде плоден за мнозина, да биде плодоносен за мнозина околу нас, за сите околу нас. И Татко Небесен, фала ти што имаш добар план за секој еден човек. И фала ти што тие планови, тој план е да му дадеш надеж и одлична иднина, прекрасна иднина, светла иднина за секој еден човек. Татко, фала ти во името на Исус.